Ништо од најавите на власта за скорешен ветинг во судството и обвинителството. Иницијативата што ја заговараше владата ќе ги сочека предвремените парламентарни избори предвидени за април. Образложението на министерката за правда зошто се откажуваат од оваа идеја е потребното двотретинско мнозинство во парламентот. А тоа двотретинско мнозинство и таа дебата околу тоа не може да се заврши пред изборите, значи тоа е реалност. Ниеден процес не треба да биде избрзан, но мене ми е драго дека веќе се јакне свеста и се отвара дебата и во рамките на самите правосудни институции дека потребни се одредени корекции во нивното работење, така што тоа 99%, ако не 100% ќе остане за после изборите. За обвинителскиот врв ветингот е проблематичен не само поради недоволното обвинители, бројка која потенцијално би се намалела со одлапинската проверка, туку и поради уставната позиција. Јавното обвинителство е самостоен државен орган и како таков тој има определена самостојност, значи други органи или институции не смеат да се мешаат во неговата работа. Владеачките СДСМ и ДУИ јавно декларираа дека се за ветинг, темелна и обсежна проверка на судиите и обвинителите, операција која би требала да ги издвои квалитетните од спорните кадри во оваа област, клучна за владењето на правото. Но процесот не се помести подалеку од изјави поради воздржаноста на опозицијата, но и скептичноста кај дел од меѓународната заедница откако ветингот во Албанија не го предизвика очекуваниот ефект. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.